Од детските права до фолклорот и изворната музика ќе учат 50 на деца, кои од денеска па се до 21 јули ќе бидат дел од бесплатната летна школа на Штипската библиотека Библиоарт. Освен прилика да научат нешто повеќе, децата учесници ќе одржуваат активности и надвор од библиотеката. Ќе се организираат предавања во рамки на општина Штип, ќе имаме посета на медиум, ќе се посетуваат музеи низ градот, ќе се посети зоолошката градина, зоолошкиот парк. Овој проект е поддржан оваа година од Министерството за култура на Република Македонија. Минатата година го реализиравме со сопствени средства, со поддршка на општината, и оваа година имаме поддршка од општината и од градоначалникот, и оваа активност како и минатата година се вклучува во рамките на Штипското културно лето. Добро што Министерство за култура го поддржува овој проект, затоа што тоа што ќе го направат децата ќе остане за нив, и посебно мило што и минатата година кога се работеше се гледаме отпечатиле 2 брошури што ќе остави еден спомен за тие деца што биле во таа школа. Се вклучени прави луѓе, ефектот ќе биде огромен. Предавањата ќе бидат адаптирани соодветно на возраста на децата. Предавањата ќе бидат пред се случувани и одржувани заедно од професори, адекватни врз основа на тоа што треба да се предава. Нивните возрасти се на различни, од најмалите па се до најголемите, па според структурата се прилагодуваат и нивните предавања. Освен класична едукација, децата ќе се запознаат и со музиката, но и детските права. Ќе ги запознаеме малку повеќе децата со тоа што впрочем представува изворното пеење, карактеристиките, и ќе ги запознаеме со народните инструменти. Па јас како дете правобранител во рамките на ова летна школа ќе одржам предавање и креативна работилница за учесниците да се запознаат со своите права. Она што е најважно е дека децата се задоволни со едукацијата и забавноста на школата. Минатата година беше многу интересно, се надевам дека ова година ќе биде уште поинтересно со оглед на повеќето заинтересирани, и сум како еден од младите асистенти кои помага во сето ова работа. Примерот со летните школи се применува во повеќето развиени земји во светот. На овој начин децата преку забава и работилници кои ја стимулираат нивната креативност се едуцираат, но и го развиваат иновативниот дух преку тоа што самите активно асистираат во самата организација на школата.